Центарот за управување со кризи информира дека имало вкупно 2388 повеќе на единствениот повикувачки број за итни случаи и ден 1-2 во Центарот за управување со кризи последното деноноќе. Од нив реални биле 60,55%, а 39,45% биле за други потреби на граѓаните што не биле итни. Инаку во последното деноноќе имало 9 пожари на отворено и неколку помали интервенции, а истите биле изгаснати. Пожари во која опфатена ниска вегетација се кај Радовиш кај село Кунче, запалена депонија Стрништа и Грмушки, Струмица кај село Добрежинци ниска вегетација, Свети Николе до градот депонија и мал дел од ниска вегетација, Пробиштип кај село Ратавица земјоделска површина под житна култура, нискостеблести растенија и ниска вегетација, и во општина Пробиштип кај село Дриново запалена нискостеблести растенија, ниска вегетација и лозија изгорена површина од 3 хектари. Вчера невреме прво го погоди Тетовско, па потоа Скопско и Кумановско, а и нивната околина. Истото беше предизвикано од интензивна нестабилна воздушна маса проследена со обилен и интензивен пороен дожд, засилен ветер и појава на град. Имаше правец на движење од западниот кон источниот дел од градот Скопје. Според управата за хидрометеоролошки работи, до утре петок ќе се задржи променливо облачно, нестабилно и малку посвежо време со пороен дожд и грмежи. Во текот на утрешниот ден на повеќе места се очекува појава на невреме со обилен пороен дожд, грмежи, силен ветер и појава на град. За време на викендот времето ќе биде стабилно и потопла, а од понеделник кон крајот на денот повторно се очекува локален пороен дожд и грмежи. Затоа за граѓаните се препорачува на внимателност пред и за време на најавените локални метеоролошки нестабилности. Сите итни случаи да се пријавуваат на единствениот повикувачки број за итни случаи 112 во Центарот за управување со кризи, особено кога граѓаните имаат животозагрозувачки ситуации. Истоевремено Центарот за управување со кризи информира дека е корисно да се следат препораките и информациите од медиумите за превенција и за реагирање при итни случаи.